Влог во 8 часот во Македонија наутро. Разговараме со директорката на Институтот за јавно здравје, Марија Андоновска. Добро утро. Добро утро. Докторка, што точно е хантавирусот, колку е опасен за граѓаните? Хантавирусот спаѓа во групата на зоонози вируси, кои циркулираат кај различни глодари. Начинот на пренесување е од глодар на човек, доколку човекот има некаков контакт со контаминирани површини од одредени секрети или екскрети од страна на глодарите. И вториот сој може дури да се пренесува и од човек на човек. Кога спомнав вториот сој, зборуваме за познати се два соја, оној кој што за нас е веќе познат во нашава држава, а тоа е европскиот сој, каде што дава бубрежна симптоматологија, бубрежен синдром. И веќе во оваа држава сме имале 32 случаи во изминатиот период, зборувам за периодот од 2015 до сега во државата биле регистрирани 32 случаи, од кои што тројца се починати. Тоа е за нас познат сој, додека овој за кој што сега е актуелен и се зборува, тоа е американскиот сој, така наречен Анди. Во државата не е карактеристичен за овие предели во Европа, како и во нашата држава, не сме имале таков случај. И тој дава пулмонален синдром, за разлика од овој кој што го споменав претходно, реналниот или бубрежниот синдром. Сметам дека во моментот не постои ризик, тоест ризикот за нашата држава е многу низок. Ние како институт постојано ја следиме состојбата и не само институтот, туку и останатите институции кои што се надлежни за целата ситуација. Сме во постојана комуникација, беа одржани неколку состаноци, да видиме до кој степен е нашата подготовка и можам да кажам дека граѓаните можат да бидат спокојни, не постои ризик во моментов за овој актуелен слој, така наречен Анди. Имаме доволно лабораториски капацитети за тестирање? Да, државата располага со одредени тестови, два вида на тестови во моментов. Постојат протоколи, како што кажав, веќе институциите се подготвени да одговорат, но мислам дека нема да дојде до тоа. Доволно епидемиолози, стручен кадар, велите протоколи има за евентуално, не дај Боже, ширење, но доволно епидемиолози и стручен кадар имаме ли? Бидете епидемиолозите, микробиолозите, инфектолозите се кадар кој што недостасува не само во нашата држава, туку и во целиот регион. За време на ковид пандемијата видовме дека и како се битни овие професии. Може би треба да најдеме начин како да ги измотивираме оние доктори да запишат специализација токму од овие области, бидејќи не смеат да бидат потценувани. Видовме дека и како се важни. Кадарот со кој што располагаме, морам да кажам дека е исклучително стручен, обучен и максимално посветен на целата ситуација. Но сметам дека епидемиолози и микробиолози треба да се најде начин да бидат измотивирани, докторите да се одлучат да земат некоја од овие специализации. Македонија би издржала нова пандемија? Видете, за разлика од пандемијата на ковид, која што ја имавме, јас гарантирам дека сме многу, да кажам, може би 10 пати повеќе спремни. Ги научивме лекциите и не треба да ги заборавиме. Може хантавирусот да стане глобален проблем? Кога веќе зборуваме за коронавирусот и за пандемијата? Па од она што ние го гледаме и од она што практично го следиме начинот на пренесување, бидејќи не е така едноставно да се пренесе хантавирусот, нели? Зборуваме за пренесување од глодар на човек, но и од човек на човек, така да тоа пренесување не е така лесно како што беше во случајот со корона. Сепак треба да има малку подолготраен контакт. Така да сметам дека следејќи ситуацијата во моментов, нема да дојдеме до тоа. Научивме ли лекции од ковидот? Или ги заборавивме, велите протоколи имаме, подготвени сме како институт, аналогно на лекциите ли се подготвуваа протоколите?
Како што споменав, во моментот како држава, секогаш треба здравствениот систем да е подготвен, без разлика дали се работи за некое заболување кое што го има во државата или не сме го имале во државата. Тоа значи да бидеш одговорен како институција или како институции. Ние тоа го покажавме дека е така, бидејќи, еве, како што споменав, ние реагенси имаме. Имавме реагенси за мајмунските сепаници пред неколку месеци или одреден период кога се појавија, исто така имавме. Тоа значи дека одговорно се следат работите, се набавуваат и оние реагенси за оние заболувања кои што не сме ги имале во државата. Тоа е одговорно владење или одговорно постапување на институциите и нормално да се има меѓусебна координација и комуникација и да се следат сите оние стандарди кои што значат протоколи. Ве загрижува ли нешто како директор на Институтот за јавно здравје? Дали можеби во грижата ви е тука неодговорното однесување на моменти во делот на здравствените протоколи од страна на граѓаните? И препораките, следење на препораките? Она што најмногу ме загрижува е ставањето на превенција во втор план. Значи, некако сите ние ја забораваме дека базата, основата на јавноздравствениот систем е токму таа превентива. И ние треба да сме свесни и да правиме се она што значи превентива. Дури и нашето однесување да се базира на токму на таа превентива. Исто така ме загрижува недоволната доверба во науката и ширењето на одредени дезинформации. Сметам дека треба да сме повеќе информирани и повеќе да веруваме и на науката и на институциите. Хантавирусот, која група на население е најизложено, која е пораката до граѓаните кога станува збор за превентивата, но и од друга страна за довербата во науката и конкретно во вас, дека добро знаете што правите, подготвени сте и ја следите состојбата. Па кои луѓе би биле повеќе ризични, оние кои што нели живеат во рурални средини, во шумски средини, кои што повеќе престојуваат во простори кои што не биле проветрувани долго време, каде што може да има, се очекува да се појават одредени глодари. Превентивата би одела во насока овие простори да се проветруваат почесто, да немаме суво чистење, кое што би предизвикало аеросоли, кои што би можеле да ги вдишат луѓето кои што престојуваат во тие простори, носењето на заштитната опрема при престојување во овие простори, храната која би била во одредени магацини изложена, нели, да биде оние конзерви кога ги употребуваат луѓето конзервите да ги исчистат пред употребата, бидејќи таму знаат, чувани се во одредени магацини. Храната која што е отворена, како семки, сончогледи и други работи кои што можеме да најдеме на пазарот, исто така да внимаваме каде е чувана и како е чувана таа храна и пред употреба да биде соодветно истретирана, нормално да се води сметка за личната хигиена и тоа би биле некои основни препораки кои што би можеле да ги дадеме. Благодарам Марија Антоновска, директорка на Институтот за јавно здравје. Благодарам, напорно работите. Ве следим и подготвувате и новини, го збогатувате институтот, ќе ве следиме, се разбира, и во следниот период. Благодарам на поканата. Навистина ми значи што сум дел од една волку гледана емисија. Благодарам.